Почитувани присутни, почитувани гости, сограѓани од градот Херој, добра вечер на сите. На почетокот да се заблагодариме за навистина прекрасната изведба на химната на Република Македонија и песната за Пере Тошев од хорот при културно-уметничкото друштво Пере Тошев од Прилеп. На 11 октомври 1941 година во Прилеп и Куманово пукна првата пушка на слободата. Со ова восстание против фашизмот започнува борбата за ослободување на македонскиот народ, нешто што представува важен меѓник во борбата за самобитност и самостојност на македонскиот народ. Со својата вооружена борба, Македонија станала навистина жешко подрачје за окупаторот и дала свој голем придонес во победата над фашизмот во Втората светска војна. Целата наша историја е една непрекината борба за зачувување на својата слобода и на своето достоинство. Во таа борба за слободна Македонија се вградени судбините на огромен број млади луѓе. Затоа, ова наше восстание секогаш мора да стои горе на пиедесталот во приказната за создавањето на Македонската република. Ова е ден кога сите треба да сме горди на визијата, пожртвуваноста и храброста на хероите, како и на нивната желба за слободна и независна Република Македонија. Почитувани присутни, вечерва тука, на нашиот плоштад Александрија, ќе го проследиме најпрвен настапот на учениците од 6-то одделение од основното училиште Кочо Рацин со рециталот Октомври. Потоа следат музичко-сценски изведби на учениците од 4-то, 5-то и 6-то одделение на песните Земјо мила и Заветна, заедно со Октетот Прилеп. За крај се разбира го имаме очекуваниот и традиционалниот огномет, но пред тоа, пред да продолжиме со оваа интересна програма, ми представува чест да го поканам да ви се обрати на сите градоначалникот на општина Прилеп, господин Борче Овчевски. Повелете, Борче. Почитувани присутни, драги гости, почитувани граѓани на градот Херој. Честит празник и нека ни е вековит 11 октомври, денот на народното восстание на Република Македонија. Прилеп е градот кој пред 82 години го означил почетокот на народното восстание за конечно ослободување на Македонија од бугарскиот фашистички окупатор. Овој празник, оваа победа на македонскиот народ е светла точка во нашата историја. Но исто така поттик и мотив сега и во иднина цврсто да застанеме кога се во прашање нашите национални интереси, доколку сакаме да го продолжиме патот кој е започнат пред 82 години, а со тоа да го зачуваме достоинството на Република Македонија. Воедно од идеалите за слободна македонска држава и носејќи ги на грбот илјадниците жртви на војната, безпоштедно сме започнале борба која подоцна ќе го донесе големото ослободување на нашата Македонија, но и голем придонес за слобода во Европа. Со нашето празнување сега оддаваме почит на хероите од нашата голема и богата македонска историја. Но за жал се уште, а посебно сега во овие исклучителни бурни времиња за македонската држава, кои го негираат нашето постоење, мораме да останеме цврсти, одлучни и сплотени на браникот на татковината и доколку е потребно секојдневно ќе докажуваме за нашиот јазик, за нашата историја и за нашето постоење. За мене, почитувани сограѓани, представува голема одговорност да бидам градоначалник на Прилеп, но сигурен сум дека со вас имаме иста и заедничка цел, а тоа е просперитет и напредок во сите области на нашиот град Херој. Заедно ќе кориме напред и заедно ја реализираме нашата визија за Прилеп да биде повторно една од најубавите општини за живење во Македонија. Драги мои прилепчани, преку взаемна соработка, почит, поддршка и многу работа, ќе ги реализираме нашите ветени проекти, ќе постигнеме нови успеси за сите нас, за нашите семејства, за нашиот Прилеп. Искрено, денеска
верувам дека сме сите на вистинскиот пат. Иако пред се исклучително ми е важно вашето мислење на моите сограѓани. И затоа секогаш сум отворен за соработка и барам корекција од вас, доколку сметате дека сме погрешиле или можеме уште подобро. Само преку директна комуникација со граѓаните можам да ги детектирам секојдневните проблеми на општина Прилеп. Затоа, мои сограѓани, Прилеп е во нашите раце и ние заедно можеме својата иднина да ја направиме подобра, сочувајќи се со предизвиците и решавајќи ги препреките без да ги прескокнуваме. Ние заедно можеме да одлучуваме за нашата иднина и за преземање на нови иницијативи. Секоја локална власт има своја битка и своји победи, кои треба да ги извојува и верувам дека ќе успееме во тоа. Ова е нашето време и во кое мораме да покажеме дека сакаме да живееме во просперитетен Прилеп и просперитетна и демократска Република Македонија. Уште еднаш нека ни е честит и вековит 11 октомври. Бевме црно робие. Бевме робие еднаш. Бевме црно робие. Тирани по земја ни газеја само. Од маката своја созидавме гробие. По родната земја. Под родниот камен. Наша беше потта. Плодовите тук. О, кој веќе да трпи? Кој да трае пати? Да не ли сме ние како сите луѓе? На душманот еднаш треба да се плати. Со песни и радостен рек. Излеговме ние смели партизани. Там нас на гоце знамето се вее. Во гори, боја, на сите страни. Фашистичката на секаде се лее. Само ти си безсмртна, жива вода подземна, кај што тонеш ти извираш. Само ти си безсмртна, жива вода подземна, кај што тонеш ти извираш.
spaseš sve